одговорите, значи не конкретно, ние баравме да ни достават добиваме ние колку бројката на еутаназија, значи тоа е официјален податок дека се над 60%, меѓутоа ние баравме да ни потврди ветеринарното лице, да ни образложи со негов подпис зашто е тоа еутаназирано куче. Мислам, и доказ дека се барбитурати набавени, затоа што ние не знаеме дека се работи за еутаназија. Понатаму, зошто, како кажа Столе, кога ние станавме малку поагресивни во пристапот, односно ги обзнанувавме овие, почнавме ги обзнануваме овие работи, тие ги затворија вратите. Ако тоа што се зборува за вдомување, затоа е се напор на активистите, значи наш. Ние ги вадиме тие кучиња од таму, ние ги истакнуваме, ги објавуваме на интернет и ние им наоѓаме вдомувачи. Мислам, семејства. Така да, ако се тие провдомување, во тој случај ќе бидат отворени, ќе бидат љубезни со посетителите. Таму кога ќе влезете, имате еден став, прво се, како тие автоматски заземаат офанзивен став. Како таму да сме ние да ги напаѓаме, како секој што дошол да ги напаѓа. Тоа е нормално, затоа се свесни дека условите во кои што ги држат кучињата се катастрофални. Кажа Столе. Ги мијат кафезите со шмрк, кафезите ги мијат со вода без воопшто да ги значи тој објект не е воопшто конструиран да биде шелтер и за солниште, каде што тие можат да престојуваат. Тоа е за да се практикува системот залови, стерилизирај и пушти. Значи само неколку дена да престојуваат. Значи тоа е отворено од сите страни, има промеја, тие се на бетон. Таму имате 40 луѓе, значи шинтерската служба постојано го зголемува бројот на шинтери, на вработени. Визави тоа работи само еден ветеринар кој што не може да постигне, нормално. Немаме регистрација, стерилизирање, дека ги враќаат на местото. Немаме контрола. Од време на време има за наше инсистирање по некое куче со маркица. Така? Добро. Сега, во однос на ветеринарот, па ќе се вратиме после на Радмила на ова што го зборуваш сега. Во однос на ветеринарот, Игор, зошто мислиш дека има само еден ветеринар? Скапо име, не се наоѓа... Сега мислам дека погрешна концепцијата на целата перцепција на проблемов. Значи, проблемов не може да се реши со еден стационар и на начин како што се решава. Ти како предлагаш? Сосема погрешна стратегија, ова нема врска од стратегија. А зошто ти ако имаш концепт за друга стратегија, зошто не те сослушале? Затоа што генерално од неинформираност не сум дошол на некој со не бев повикан на последниот, генерално така, бидејќи сум малку повеќе зафатен од останатите, не сум активен член, значи можам да ви кажам и да зборувам само од аспект на наука, на биологија, од такви некој популацијски концепт на целиот проблем. Добре, твојот концепт кој би бил? Мојот концепт би бил баш таа стратегија што ја кажуваат они, залови, стерилизира и врати. Со таа стратегија, во период од 5 години, на еден хуман, транспарентен начин, далеку поевтин од сегашниот третман, ќе дојдеме до ситуација да 90% од кучињата кои што се сега на улица, веќе нема да бидат на улица, тие 10% ќе бидат стерилизирани, ќе бидат помалку агресивни, затоа што знаете, кучето е социјално животно, тоа живее во средини, во урбани средини генерално, во шумите ги нема нормално. Живее чопоративно, значи во група, каде што има еден алфа мажјак, кој е доминантен во групата. Целата група ја штити својата територија, значи не дозволува да се насели друго куче или друга група или не знам. Добро. Друг чопор на тој предел. Кога ќе се стерилизира алфа мажјакот. Кога ќе се стерилизираат сите животни во групата, тие, бидејќи се во надворешни услови, ќе живеат негде најмногу 5 до 7 години, да рече, може би помалку. Значи, конкретно би можело да се направи или сектор како дел од градот, или посебно јавно предпријатие со околу не повеќе од 6 вработени, со 2 мобилни екипи, со комбиња, кои би работеле секојдневно во 2 смени и би обслужувале, односно би третирале отприлика во една смена околу 20 кучиња. Така. Двете комбиња, че во 2 смени тоа било 80 кучиња дневно.
колку во просек има кучиња? Па според нивните, според информациите што ги дадат, околу 10.000, така? 10.000 се Они кажува. кажуваат дека 10.000. Мада Сега никош не видете, било конкретно мерење направено. обратно пак, доколку е оваа стратегија што е сега, Така? вие не можете никогаш да ги заловите сите кучи. Апсолутно. Значи, генерално можете, ако е на територија, ако има 20, да заловите 15. Останатите 5 ќе се скријат. Последните 2 циклуса на парење ќе родат по 9, да родат уште по 2 легла годишно, тоа се околу 20 кучиња нови ги имате, како проблем ви се јавуваат. И нема шанси да го решите. Тоа е чиста биологија. Значи не може да го решите проблемот. Вие како ветеринар... Има една институција меѓународна која јас слушам од нив бидејќи не сум бил на RSPCA, која тој начин на решавање на проблемот го единствена најверојатно во свет. Ја не знам. Ја не сум се сретнал со нив. Не можам да зборам, меѓутоа единствена што поддржува таков начин на масовна еутаназија кај кучињата. Меѓутоа, доколку поддржува, тогаш треба да гарантира со нешто. Еутаназија. А како ветеринар? Како еутаназираш куче? Ја Лесно лично или ќе тешко? кажам, значи еутаназијата не ја поддржувам дури ни кај агресивни кучиња, затоа што тие се резултат на човечка грешка, Добро, на човечко тешко однесување. болно куче и... Така е тешко болно куче и тоа е, значи, знак на прашање, што е тешко болно куче? Значи, она куче кој му се откажано и му брези, например. Има кој има цит поради проблеми со јетра, така? Генерално, она што претерано се мачи, па не може да... Не може да обстојува само. Или куче со... Не знам, со скршена кичма, тоа не може да обстојуваме, разбирате, тие работи се такви. Сега, зошто, сите ве прашувам, зошто велите од Анима Мунди особено, добив информација од вашето здружение, дека ниту една невладина организација не сме да припари во Вардариште. Што се они на сите? Да ги прашам. Значи, вака, според мене, надвор од тие приемни денови не пуштаат они никого. Во тие приемни денови ние одиме во стационарот, пошто сме загрижени за состојбата таму, сме загрижени за ситуацијата. На каков однос наидувате? На катастрофален, покрај нас идат 10 заловувачи. Ве псујат, ви се закануваат. Јас вадам мобилен да сликам, например, кучето за да го за вдомување сакаме, тој ми вика ќе ти го искршам телефонот, тргни го тука на државно простор. Дека има еден клип кој што ми пративте од YouTube, јас ќе се обидам да го измонтираме, да го ставиме, дека баш од мобилен телефон како се заловени кучињата, како излегуваат, и тоа е веројатно едно од ретките снимки кои што... Да, успеваме повремено да направиме одредени фотографии и веројатно баш поради тоа и нив не им одговара. А зошто ви се закануваат дека ќе ве тужат ако многу зборувате? Затоа што не сакаат, не сакаат да се изнесе тоа на виделина, тоа што се случува таму. Тие не... Јас сум 100% сигурен дека не сака тоа да се шири во јавност. А се обиделе во некои невладени организации, нели јас и на почетокот кажав дека се многу бројни, нели се џомити влијателни. Што велат тие? Ние сме здружение за заштита на животните кој што има и странски членови. И имаме отворена поддршка од сите, ние нашата програма... Може да се сликате. Имаме отворена поддршка од релевантни светски здруженија и организации за заштита на животни. Конкретно што добивате? Значи поддршка супер, јас ве ви давам поддршка. И ја можам на мејл да ви пратам, ве поддржуваме, треба нешто да направиш. Што се однесува до анимозитетот, кој што во стационарот го имат кон нас, веројатно е затоа што ние сме премногу емотивни. Таму кога ќе влеземе, кога ќе ги видите условите, мислам, јас редовно плачам. После колку и да се трудам да бидам дипломатична, јас ќе го прашувам тој, вака ги чуваш децата, му велам. Вака по 10 во кафез во гомната собствени, во изметот, се извинувам. Не е проблем. Собствени со мокри ноѓења, кратките кученца не можат од цревото да избегат, мешињата им се мокри. Апатични. Не ги хранат, знаете зошто? Затоа што не можат. Кроз таа кокошки на мрежава ќе им фрлат по некои брикети, затоа што они ако отворат ќе им се отвори проблем, ќе избегаат кучињата, треба да ги ловат после. Само јас би се дали имате поддршка од медиумите, имајќи во предвид дека медиумите се едни од... Ќе ти кажам, биба тоа нека кажа Столе да што Лично јас, например, за овој проблем, како обичен граѓанин, не знам дека е на толку високо ниво, дека е проблем, дека е голем проблем. Значи, од одредени медиуми имаме поддршка и јас сум им благодарен затоа што тоа е единствениот начин да ги изнесеме фактите на виделина, односно да се изнесе ситуацијата каква што е во моментов.
да се наврата малку околу тоа претходното прашање. Значи, ние им понудивме одредени соработки. Значи, ние им понудивме кампањи за вдомување, како што беше таа кампањата Вдоми куќе. Ние им понудивме волонтери што ќе работат таму. Прифатија само 2 од Срце за животните.